Двојни судски аршини во Македонија, едно за владините функционери и блиските до власта, друго за сите останати. Ова може се заклучи доколку се направи паралела меѓу случаите на Драги Рашковски, кој важи за близок до Заев, и бизнисменот Орце Камчев. Поранешниот владин генсек беше пуштен од чутка со гаранција од половина милион евра, иако паричната гаранција не важи доколку притворот е определен поради сомнеж за влијание на сведоци. Тоа е запишано во член 173 став 7 од Законот за кривична постапка. Според тој член, основ за Рашковски да напушти шутка е прибавување на сите докази или признање на вина, а во овој случај ниту една од двете работи не е исполнета. Кога притворот е определен според членот 165 став 1, точка 2 од овој закон, а обвинетиот дал изјава за признавање на вината или откако ќе бидат прибавени сите докази, поради кои притворот по овој основ бил определен, а најдоцна до завршување на главната расправа. За разлика од Рашковски, ако според закон може да биде пуштен од чутка, со Камчев тоа не беше случај. При тоа боде очи тоа што позитивната оценка од висшето јавно обвинителство не беше доволна за апелација да го пушти бизнисменот во куќен притвор. Пред само неколку денови Камчев 5 дена беше хоспитализиран на клиниката за кардиологија во Скопје. Камчев има фамилиарен историјат на кардиоваскуларни заболувања. Самиот тој за истата здравствена проблематика практикува терапија од својата 15 годишна возраст. По неговото последно влошување на состојбата додека ја издржува мерката притвор и неговата хоспитализација на клиниката за кардиологија, со оглед на ситуацијата постои голема загриженост за сериозен ризик по неговото здравје. Инаку Рашковски осомничен за набавка на софтвер за МВР, која е негова иновација. Сепак премиерот Заев во една прилика изјави дека не и верувал на обвинителката Вилма Русковска, велејќи дека немало ништо сомнително во набавката на софтверот. Да се расчисти работата од позитивен аспект, заради тоа што е нешто кое што се спроведува за време на техничката влада и видов докази и информации за меѓусебна комуникација помеѓу генерален секретаријат и Министерството за внатрешни работи. Секако дека исклучувам секаков сомнеж за набавка. Тоа е правено, колку што се сеќам, со финки, со тендерска процедура. Камчев веќе 4 месеци е во шутка, за судот не беше доволна неговата влошена здравствена состојба и гаранцијата одрече си 5 милиони евра, затоа да замине во куќен притвор. За разлика од него, Рашковски беше пуштен од шутка со гаранција од 500.000 евра, иако на негово име тој нема ништо. Ако се знае дека неколку месеци пред објавувањето на овој скандал, целиот свој имот тој го префрли на своите деца.